Почитувани, добро вечер. Во Став вечерва имам чест да разговарам со актерот Горан Илич. Господин Илич, добро вечер. Ви благодарам што одвоивте време да бидете дел од вечерашнава емисија. Добро вечер, благодарам за љубезната покана. Се надевам дека ќе имаме интересен разговор. Со представата за Кого бијат камбаните, вие го најавивте своето заминување во пенсија летово, официјално заминување по речиси 5 децени на сцената. На крајот на премиерното издание на представата, колегите ве поздрави и наградија со еден долг и огромен аплауз. Дали во одреден момент почувствувавте или можеби се надевавте на некакво изненадување од ансамблот при Театар Куманов? Па искрено да кажам, јас претпоставав дека ќе правиме некаква забава или нешто, ама не сега. Мислам дека тоа ќе биде тогаш кога и официјално ќе биде 27 јули. Арно Матија искористија прилика сега, ова навистина ми е последна професионална улога, да кажеме, во мојот професионален живот. За време на овој работен век, да кажеме. И тоа беше големо изненадување за мене. Излегов на сцена, се поклонивме пред публиката, аплаузот траеше за самата представа и одеднаш ме повика, дојди, не знам, навистина бев многу изненаден, пријатно изненаден. Не очекував дека на таков начин тоа ќе го направат, бидејќи тоа на некој начин беше и заверенички. Скоро сите во Домот на културата знаеле дека тоа ќе биде така, дека тоа ќе го изведат на крајот на представата, и јас не знаев и навистина сум им благодарен. Бев трогнат, бидејќи за мене бе многу битно било што да работиш, да знаеш и како да искочиш од таа работа. Да кажеме, како млад ми беше голем проблем да раскинам на девојка. Тоа наистина се учи со тек на време. Арно, мора да се каже и последен збор. И многу е битно да за глумец, да кажеме, да си оди со аплауз, не да го бркаат од сцена. Така, својата богата и успешна кариера ја завршувате со представа, за која претходно на пресконференцијата кажавте дека е тешка, грандиозна представа, но дека токму ваквите представи се големо енергетско ниво, кое на актерот му дава енергија и за следни улоги. Дали кумановската публика е подготвена да прифати представа од ваков формат, која всушност не е од забавен карактер, на која што публиката обично е навикната? Сега вака, јас не верувам во тоа дека артистот во тек на своја кариера може 100% да се менува од улога во улога. Тогаш на таа пресконференција ми чини дека тоа останав некако недоречен по тој однос. Значи ти имаш, по мене барем, неколку фази во живот. Јас тоа го поделив на 5 фази. И во секоја од тие фази имаш голема представа, каде што многу вложуваш, и после на некој начин таа голема представа во следните 10 представи или 10 години или 5 години ти дава некаква енергија. Ако навистина е голема и ако навистина споделуваш многу емоции, многу филозофии, многу размисли, многу ноќи на спиење, и тоа е многу битно за артистите. Многу битно е да работат во такви големи представи. Се не можеш да работиш од представа во представа со големи режисери и со големи теми, да кажеме, да се фаќаш. Добро е после таква една представа да работиш нешто полесно, полесен репертоар, и тоа е и за самоодрживост, како да кажем, бидејќи артистот е како акумулатор, тој прима енергија и после дава енергија. Значи, ако се затвориш и ако кажеш јас знам или јас не примам ништо, не гледам представи, не читам, не го восприемам животот, да кажеме, пошто ние доста зимаме и теми од животот. Едноставно гледаш некој лик на улица и викаш, овој лик оди вака, јас така ќе одам во представата. Значи, крадеш едноставно. Или кога ќе прочиташ некој паметен писател, да кажеме, ќе напише нешто, некои твои мисли тој ги детерминирал, ги склопил. Ти викаш, да бе, ја ова го знаев, ама не знаев вака да се изразам.
И затоа се битни тие големи представи. Со големи режисери, да кажеме. А исто е битно да е голема и екипата. Бидејќи навистина е тешко. Нашата професија зависи од тој партнерски однос, да кажеме. Бидејќи сите други уметности, сликарство, например, ќе се затвори сликарот некаде во некој ателје, сам е. И никој не му пречи. Музичарот исто, овој што компонира, седи некаде во некој соба, ќе компонира, ќе му доаѓа. Или било кој писател, седи сам. А ние сме осудени едни на други и мора да си ги трпиме карактерите. Сега за среќа јас учев кај големи мајстори на театарот, како Љубиша Гргиевски, како Унковски, Тодорка Кондова, тие сите ми беа професори. Љубиша викаше, сакај го партнерот како ближен свој. Еден цитат од Библија. Значи, голема работа е тоа, да можеш да се прилагодиш и својот карактер и својот темперамент кон групата, кон целината. А дали кумановската публика, види, сега не знам, Кумано најверојатно има многу паметни луѓе, многу луѓе кои читаат, кои знаат, кои сакаат, кои на крај крајва и уметноста не мора секогаш рационално да се восприема. Значи, некојаш ќе појдеш и ќе гледаш на чувство. Не секогаш разбираш слика кога гледаш во ателје некое, ама ти се допаѓа. Не знаеш зошто, не можеш да го дефинираш, да кажем, и не мора да се дефинира. Не мора до крај да се рационализира. Тоа не е... Не се тоа прашање за НАСА, за некакви си, не знам, експерти. Имаме ние дел, да кажем, многу ми било битно во кариера некој стручњак од театар да ми каже една анализа да ми направи на пресата дали тоа било добро или не, дали сум играл добро или не. А доколку публиката те прифаќа, значи тоа е по мене тоа вистинско мерило. Се битно и ти да се чувствуваш добро. Да кажеме, да знаеш дека е тоа добро, не дека си ја лажал публиката. Овде во Куманово морам да кажам, тие денови на комедија многу од публиката ни носат, значи ни ја крадат публиката од театарот, бидејќи во почеток кога јас го формирам тој фестивал, значи јас бев еден од тие четворица, петмина кои го формиравме. Идејата беше да правиме селекција и да тоа биде пократко, да кажеме 5-6 представи се доволни за еден фестивал, али да е фестивал, не ревија како сега што е. И, за жал, тоа после прерасна во месец дена од некакви смешни представи кои не сите се комедии и не сите имаат квалитет, не знам како. Сега гледаме во последно време доаѓаат некакви мали трупи со 2 куфера и така. И тоа се на некој начин и некои стендапи со диалог, сега да кажам. Ќе дојде некоја звезда, не знам, позната глумица и уште двајца кои се небитни глумци, а и она е веќе небитна. И не е тоа, значи публиката многу почна да гледа и такви ефтини работи. Во почеток на деновите на комедија доаѓа Народно позориште од Београд, Иван Вазов, Народен театар од Софија, мислам сериозни театри со сериозни комедии и дали кумановската публика може да, како не може да гледа. Мислам, има многу образован свет, многу луѓе кои постојано идат да гледат представи тука по Македонија, значи не само во Куманово. И така да не верувам на таа сегрегација, се во Куманово гледат само комедии, па гледат и во Скопје. Отидете да видите, театар комедија има публика, драмски театар има некоја сериозна представа, исто толку публика како и ние што има. Така, господин Илиќ, во вашата речиси 5-деценијска кариера имате одиграно над 100 представи во Македонија и надвор од државата. Дали за вас настапите пред публиката се исто толку значени, без разлика дали настапувате пред македонската публика или надвор од државата и да ни кажете каква е театарската публика во странство? Или во соседството?
Сум имал среќа да играм и доста надвор од Македонија. Едно време и живеев некаде во постранство. Прво не мислев дека ќе се вратам во Македонија. Кога дипломирав, едно време се движев релација Куманово-Белград, па таму малку останав, па потоа отидов во Шведска, па мислев дека таму ќе останам и на крај одлучувачко за тоа каде ќе живеам беше театарот. Бидејќи намислена, мислев дека најдобро можам да се изразам на свој мајчин јазик. Арнома и тука мојот немирен дух, нели, допринесе до тоа да работам и на други јазици, и со битни режисери, па така имав прилика да гостувам доста во странство. Во еднаш броев, вака без овие југословенски земји, во 28 земји, нама надвор од Југославија, да кажем. Јужна Америка, во неколку земји. Тука во Европа мислам дека не знам, скоро секаде играв и така. Публиката скоро секаде бара едно, квалитет. И тоа е многу битна работа. За среќа сум играл исто кај големи режисери, како Бранко Брезовец, еден хрватски режисер, со негова представа, со негови представи, значи сум гостувал на многу места во свет и навистина ја примале со радост и со одушевување. Бидејќи во една представа што играв кај него, тоа беше прогласена за една од најдобрите во тој момент во свет. Значи, и тогаш и добивав понуди да останам, не знам, некаде во некои тие трупи. Арама веќе бев оженет, веќе не мислев да, не знам, да правам циркуси. И тоа бидејќи мојот приватен живот на некој начин сум си го ускладувал со ова што се вика професионално. Не сум сакал да кажеме да правам исклучоци, да ми биде најбитно тоа. Сега кога имаш семејство веќе е таа љубов поделена меѓу театарот и семејството. Се разбира, семејството е на прво место. И на некој начин така малце посмирено после почнав да ги гледам работите. Да кажеме, не дека се деамбицирав, дека не бев толку амбициозен, но некако порационално почнав да размислувам за тоа. И тоа што е карактеристика за таа светска публика е да одбираш големи теми, значи теми кои се разбирливи, теми скоро сите ги погаѓаат едни исти теми. Мислам сега љубов, смрт, омраза, не знам, завист, тоа секаде е едно исто, да кажеме. И сум имал прилика така да комуницирам со доста колеги. Глумците одма, после 20 секунди имат тема за разговор. Да кажеме, кога сум играл во Германија, доаѓа еден глумец, ми честита, и јас германски зборувам доста лошо, он збореше доста лошо англиски, но после така одма имавме тема, одма тоа чувство дека припаѓаш некаде, припаѓаме на театарски свет, на тоа даските се секаде скоро исти, рефлекторите се скоро, доро таму се поскапи, сигурно, а техниката е малце посовршена, но исти филингот, кој ќе се запали светлото, ти даваш се од себе, без разлика дали играш во Македонска каменица, во Чептер театар центар во Кардиф или на Лаокон фестивал во Хамбург или Куричиба во Бразил или Меркусор во Кордова во Аргентина или Чивидале Италија, се едно исто, или во Гевгелија. Значи, секојаш се трудам, доколку и сум сигурен дека сум направил улога, тоа да го изведам најдобро што можам. Дел од вашиот професионален живот се и освен улогите во представите, улогите во филмските проекти и ТВ сериите. Чинам дека 1982 година е снимен првиот филм во која вие сте главна улога, филмот Слана во цутот на бадимите. Како дојде до интересот, нели, за глумење во филм, колку филмови имате снимано и имате ли некоја омилена улога од филмовите во кои што досега сте глумеле? Не знам, таа улога 82 година, значи веќе бе втора година на факултет
И во тоа време не даваа да се игра, после втора година дозволува да играш надвор од академија. Арно некако се провлеков, имав разбирање со тој мој професор Љубиша Георгиевски, кој беше доста отворен тип. И сакаше да крши табуи. И тогаш влезе со тој декан во некоја расправија, важно јас добив улога. И да ти кажам право, тогаш се снимаше филмски со лента. И после 7 дена, да кажеме, тие ленти наши идеа на обработка во Белград некаде и доаѓа, се враќа лентите, ги гледавме немонтирани, онака на суво, што викат. И кога се видов прв пат, ми беше страшно, наистина, сакав да се откажам од оваа професија. А после кога го измонтира, кога дојде тон, кога дојде не знам ова, добро, тогаш можев да се поднесувам. Инаку, тогаш доста работев на филм и иако театарот секојаш повеќе некако ме влече. Да, не знам, има некои улоги, да кажеме, многу популарна ми е она улога во Балкан Кан, каде играм бугарски полицаец само. И многу пати ја цитираат, ми ја кажуваат, не знам, ја знаат луѓето на памет. Таа ми беше омилена. Омилена беше една серија Салон Хармони. Таму си играв себе си. Мајстор Гиле. Мислам Гиле, името беше само надимак овој мој. Исто имам во контакт една улога со директен партнер беше Никола Која. Тогаш види, по однос на тоа каков човек сум. Значи, за мене е многу битно да се чувствувам сигурно. А по природа сум, може да кажем, и малку срамежлив. Не сум баш... Иако тоа не изгледа така, некогаш темпераментното зборување и, не знам, гестикулации скриваат нешто друго. Тие го покриват она срамењето и вакво. И тремата. Тогаш ме покани тој да дојдам во Белград, не знам, јас реков, ај сега во Белград. И после беше криво, нормално. Се снимија многу серии, многу филмови по Србија, каде што која навистина можеше да допринесе од тоа да добием некој улога, да кажеме, да кажеше некој збор таму. Иако тука работев со некои српски продуценти, кои исто така беа задоволни од таа работа која работев и ми предвидува некаква филмска иднина, но изгледа дека и јас не најдов доволно сили во себе да тоа го решам, бидејќи театарот ми беше некако, не знам, побитен, поважен, бидејќи театарот имаше да црна кутија и влегуваш во тој рудник. Нема за што да се, мислам, нема со што, со кои финти да се вадиш, ако не си квалитетен, ако на вистина не работиш. Значи, секој улога во театар мора машки да се сработи. Тоа значи 100% посветување на таа работа. Не можеш да влезеш така и да тоа, не знам, да се вадиш на фори. Филмот, тоа може да си го дозволи. Има глумци кои добро изгледаат, има глумци кои се шармантни, кои така само се слика на камера. Нема да ме сликаш од ова страна, сликаме од ова страна. И како ќе го измонтираат, во каква конотација ќе го стават глумецот. Значи, може и од просечен да биде супер. Изгледа тоа. Кога станува збор за сериите, македонски народни приказни, Преспав, Трето памашко се само дел од сериите во кои што имавте своја улога. Дали овие серии се доказ дека навистина имаме капацитет за домашна продукција и има ли кој финансиски да ги поддржи овие, да кажем, домашни производи? Сега две прашања. Во едно. Овака, за голема жал гледам дека во Србија годишно по 10-15 серии. Немам точен увид, не може повеќе, мислам и повеќе, многу повеќе. Србија е 10 пати, 15 пати поголема од нас. Ние снимаме една до две серии. И овие приватни телевизии што се. Значи, ако решиме, например, ние овде да снимаме серија, државата мора да ни помогне, мора специјални пари да даде за тоа. Значи, ние промовираме македонски говор, македонска култура, ова што е бит македонски. Значи, не можеш ти како приватна телевизија да финансираш серија која
чини многу. Ама затоа државата треба да има повеќе сенс за тоа. За жал, гледај, македонска телевизија што снима? Скоро ништо од играна програма. Или многу ретко. Овие приватни ве се мачат нешто. Сега последно што играв, или предпоследно, ајде, во Бистра вода, која е во Алфа телевизија. Значи, луѓето навистина има голем проблем да соберат пари, да ја призакрпат некако самата серија, која не е лош. Сега слушам, тој е директорот пред некој ден, баш на премиерата ми беше и ми кажа дека постои можност или веќе ја продале во Србија представата, серијата. Така да, по тој однос, викам, државата мора навистина посериозно да размислува за тоа. И да ги помага овие приватни продукции. Мора. Не можеш да изражиш. Мислам, тоа е битна работа. Сега гледаме колку пари се арчат на, по мене, небитни работи. Не знам, може би јас грешам, не разбирам до крај ни политика, но по чувство. И навистина овде, сега ние спремаме една монографија за 75 години од театар и тргнавме да бараме пари по овие спонзори. И навистина многу тешко да се најдат пари. Сега можам да замислам како е да одржуваш телевизиска куќа од спонзори. Скоро невозможно. Невозможна мисија. Така. И тоа е. Се надам дека ќе почне на некој... Сега има шанси за тие копродукции, да кажеме, тие европски фондови што се, ама мора да вржеш неколку земји. Србите, гледам, тоа успешно го прават. Во нивни серии играт македонски глумци, играт некои бугарски глумци, хрватски глумци и црногорски ги затварат на некој начин. Тоа на некој начин им обезбедува после пласман таму во другите земји. Ке мора и ние малку по-агресивно тоа да го работиме. По однос на тоа здружување со овие појаки центри. Сте соработувале со врвни актерски имиња од соседството. Според вас, има ли разлика во вреднувањето на трудот и талентот помеѓу македонските актери и актерите од соседството? Не мора само од соседството. Кажавте дека нели секаде сте настапувале. Што е она што македонските актери ги разликува од останатите? Иако во се овие последно време мислам дека во театарските куќи сме солидно платени. Сега не знам, не се тоа некакви огромни средства, но во однос на тоа што беше порано, подобро сме платени. Сега, па за сметка на тоа, не ни дават пари за самите проекти. Сега, ви имате плати, ајде, во театар не се прави така, мислам, с театар и култура, не е само во платите. Порано сме имале многу помали плати, сме биле многу посветени. Се не знам дали ова новото време така на некој начин овозможи овие помладиве малку по-индолентно да се однесуваат, колку да им е све едно. А не е баш така, се вработени и тоа не е мала работа, да кажем, да си вработен, да имаш плата, сигурни изводи, па после трчај за друго. Соседните актери, мислам актерите од соседството, се подобро платени од нас. Не мислам дека се подобри. Има овде Македонија навистина многу талентирани, супер актери. Сега битно и тоа самочувствие дека си добар. Значи, еден ден кој ќе сватиш дека имаш маст, дека значи има што да се исцеди од тебе, што има да дадеш, тоа влева една сигурност и тогаш многу по-лесно влегуваш во проблеми. Зборам и за животни проблеми, не само за театар или за култура, за уметност. Тоа самочувствие и кога си сигурен во себе, а таа сигурност доаѓа со тоа. Значи, тие се добро платени, добро ситуирани, играт од проект во проект, извежбани се и тоа е многу битна работа. Господин Илиќ, вашиот труд и талент често пати беше наградуван со награди. Верувам дека сите награди ви се значени, но дали имате некоја омилена награда, посебно драга, и дали сите награди беа очекувани или имаше и награди кои што беа баш изненадување за вас? Една моја колешка еднаш кажа, наградите се одбрана од непријателите.
Иако јас тоа не сум го чувствувал така, многу ми беше битно кога бев млад да добивам награда. И тоа беше, не знам, некој... после, како минува време да гледаш дека скоро сите ги добивме, тоа е ко некоја болест, не кажеме, што ја добиваме сите, како што е притисок. Скоро сите добиваме висок крвен притисок или килограми. Награди на некој начин треба да се верификација за тој труд и треба да се многу пати има тука калкулација, има мешетарење, има игри. За мене најголема награда беше една награда која не ја добив. Значи, се работеше за представата Црнила. Сега ќе се најдат многу засегнати, ама во Прилеп. Година дена пред тоа добив една награда за Game Over. Game Over беше прогласена за најдобра представа во Македонија таа година, 93-та година. 94-та година одиграв 2 пати подобра улога. Сега, ради тие калкулации, не ми ја дадоа наградата, а председателот на жирито, Мери Бошкова беше, Бог да и душа прости, тоа беше за мене најголема македонска глумица. Таа беше председател и рече вака, ако Горан Илич не добие награда, еве јас овој момент станувам и си одам од ова маса. Така. И тие, па како вика Горан секоја година добие награда, не може да добие награда. И таа демонстративно напушти жирирање и си замине за Скопје. И тоа за мене, навистина, од колега, од врвен колега, од колега кој знае што е тој труд, вложен труд, што познава театар, тоа ми беше многу битно. И после имаше калкулации, па се извинува, па не знам, па не може само ти, па не, али јас тогаш се бранев со тоа, викам, јас вчера бев гладен, така, денеска па морам да јадам. Ако лани сум бил добар, како Том Хенкс, како добиваше за Филаделфија, Форест Гамп, нели, супер. Иако таа награда, кажем, Game Over беше многу значена, помлад бев, после исто Лазаревото писмо, таму исто бев многу така. Мислам, во една позрела фаза бев и таа награда ја примев многу по-нормално од ова првата. А исто имам награда тука од овие ноемвриска награда во градот што мислев никогаш да не се пријавам за таа награда. Бидејќи тогаш кога бев млад, исто правеа калкулација овде во Куманово, во Кумановце. Имам за тоа објаснување. Кумановце, Романовце, Табановце. По однос на тоа, на односот на овие битни структури кои одлучуваат за култура и нивен однос кон нашиот театар и кон културата. Затоа викам Кумановце. И тогаш, викам, правеа калкулации и може би во тоа време ќе ми беше побитно. После ја добив ова награда пред 5-6 години кога старуваш, сега викаш сега пред 10 години. 10 години кога имаш 20 е многу, ама кога имаш 60 и толку, не е ништо 10 години, тоа вчера беше. И така, има награди кои се заслужени, награди кои така ги дават, нема што, нема на кој па и на тебе. Так, може и јас сум добила некоја таква. Господин Илич, но секако дека ќе се согласите дека вие сте еден од ретките актери кои што ја има критичката слобода, односно слободата на критичкото изразување. Колку е битно кај актерот да ја има она слобода на критичко изразување, но и представите дали се со автоцензура? Види, многу пати кога сум разговарал со мојот професор, мислам, тоа беше многу битно, бидејќи тоа време имавме многу сериозни професори на факултетот за драмска уметност. Кажеме, таа примената театарска психијатрија Миодраг Мицев, тоа беше врвен психијатар кој познаваше изузетно многу театар, дури пишуваше театарски представи, му се игра тука низ Македонија, беше битен. Или, не знам, овие историчари на уметност, или музичари, Благој Николовски сум учил соло пење,
кај Цанев. Значи немаше вакво, немаше можност да се фолираш. Мораше да седнеш и да работиш. И фала им што на некој начин ме научија на таа дисциплина, една на автодисциплина. И тогаш учевме дека кога правиш карактер, значи кога правиш некој лик, е многу битен твој личен однос кон ликот кој го толкуваш, кон карактерот на ликот што го, дали некој ти се допаѓа, дали не ти се допаѓа, каков однос бил, кога би го сретнал тој лик во живот, што би му кажал, дали би те нервирал, дали не знам. И тогаш на некој начин многу дискутиравме за тие политички теми, многу послободно. Во Југославија, иако сега зборот, не знам што све не е лошо кажа, во Југославија постоеше естетски плурализам. Значи, на план на естетика ние можевме скоро се да направиме. И тогаш се забрануваа представи. Да кажеме, ако некоја представа ќе пречекори некакви линии кои нарушуваат некаков комодитет на таа партија која беше на власт, ќе дојде едноставно, ќе каже да, ова не може да се игра. Сега нема забранети представи. Значи, сега постои една страшна автоцензура. И тоа не е слобода за мене. Ако постои автоцензура, што ако ја се плашам да кажам, значи тоа не е здраво, не е фино, не е убаво. А многу пати гледам мои колеги се вклучени во политички живот. Многу од нив тоа го прават многу површно. Но има и од нив кои доста сериозно се имат нафатено со ова. Јас не сум сакал тоа да го правам така. Мислам, мојот однос према животот и према ова социјално милје кое ме окружува, сум сакал да го дефинирам само преку театарот. И само тоа да биде изразно средство. И мислам дека е доволно големо, доволно широко. Не мора сега да излегувам на политичка трибина па да докажувам што како. Ево представа. И таму се гледа твој став према одредени состојби во општеството, во животот. Како ќе го изговориш нешто, како ќе го кажеш, со кој интензитет, со која боја на глас, не знам. Тоа кажува многу. Само треба внимателно да се следи. Како вика за овие за холивудски филмови, вика, ако сакаш да видиш што ќе се случи после 10 години со светот, внимателно гледајте ги тие холивудски филмови. Они се најавуваат. Тоа они многу подобро го имат дефинирано од нас, иако школата е иста. Ние учиме тие руски исходишта. Имаше еден голем театарски теоретичар Станиславски, кој огромно влијание изврши врз ова цела југословенска театарска култура, но и кон американска. Сите најдобри американски актери поминувале низ тие школи на тие следбеници на Станиславски и на таков вид на поимање на свет, на поимање на тие политички избиднувања, социјални, економски, не знам. Не знам дали сум доволно јасен. Така, јасно е. Господин Илиќ, според вас има ли прогрес Кумановскиот театар? Има ли надеж во новите генерации? Чинам дека нова надеж за театарската уметност е токму вашиот син Давид Илиќ, кој што веќе успешно чекори по стапките на своите родители. Во последната представа имавте можност да играте сите заедно, тројца. И како колега, но и како родител, кои се советите кои што му ги давате на Давид и на останатите млади колеги за да успешно чекорат и обстојат на театарската сцена? Снеже, пред 20 и кусор години почнавме со Кети да работиме со млади луѓе. И многу од овие битни македонски актери од Куманово, сега се веќе по Скопје и таму се многу битни, помина низ наши раце. Значи, работевме со нив. Еднаш во една прилика советував еден млад глумец. Не во Куманово. Играв ја и по други театри тука, нели? И ми доаѓа еден постар колега од мене, вика, зошто го учиш? Па викам, гледај, мора да научи човекот тоа. Ма тој ли бараше, вика, од тебе да го учиш? Не, викам, јас ме нервира, викам, како зборува и сакам да му кажам како треба. Не го учи.
Тој што сака да научи, тој ќе те праша. Нема вика, ти му правиш лошо услуга. Така да и со мојот син. Сум се трудил да не инсистирам многу. Значи, она што се вика занат, инсистирам кај секој млад глумец. Значи, не е зависно дали ми е син или не ми, ама други некакви совети, тоа нека си одбира сам пат, бидејќи навистина верувам дека му е многу тешко, расне, ние двајца сме навистина малку незгодни, ја и Кети, сопругата, зборам поднос на доминација, на тоа како го поимаме животот, како размислуваме, и навистина верувам дека му е тешко да си пробие пат, но гледам во последно време тој многу полека се развива, Давид. Значи, јас, да кажеме, во тие години веќе бев етаблиран, познат глумац, не знам, досаѓав, си мислев дека нешто значам и така натаму. Тој иде многу постапно, потемелито и верувам дека се развива во навистина сериозен глумец. Има тука и други глумци во Куманово, многу добри, млади глумци, 6-7 млади артисти кои се на улица. И навистина ми е многу криво, а јас немам моќ како да им помогнам. Сега неколку пати барав прием кај министерката само заради тоа да разговарам за вработување на овие млади луѓе. Веќе 4-5 години во Куманово, 4 години и нешто, мислам, нема вработување на млади артисти. Значи, кога се споивме со Центарот за култура, бевме 32 вработени. Не само глумци, зборам за луѓе од техника, луѓе од Дом на култура и театар, заедно двете фирми бев. Сега не можам да кажам, тоа е една страшна бројка, не би сакал да зборам, но ние сме носители на дејност, артистите. Добро, има таму уште некои, не знам што се ликовни, не знам, критичари што, но без таа движечка сила, без тој мотор, не може тој дом да лета, не може да функционира. И не може тоа да биде, не знам, место за вдомување на само партиски кадар. Мора да се најде начин како и тие талентирани луѓе, тие луѓе кои вложиле труд, кои вложиле пари, нивните родители, мечти, соништа, да им се овозможи, да им се отвори врата, не да стојат надвор, или да играт по кафани, по кафиќи, играт стендап и не знам, за да може да преживе. Мислам, навистина е погубно, тој би сакал, еве сега, јас одам во пензија, дали ќе биде вработен артист на моје место? Треба да биде вработен. Бидејќи, еве, ние сме веќе 100.000 град, колку? Треба да има сериозен ансамбл овој театар. Друго е, гледате таму, ние сме кираџи овде во Домот на културата. Така, веќе 2 години сте во Центарот за култура. Има ли соодветни услови за функционирање на Кумановскиот театар и простор за изведување на представите? Преку зима не можеме да играме. Значи, на визене нема грејење. Така, нема грејење. Едноставно нема грејење, таа сцена е толку студена да навистина се имавме еден тежок процес со ова представа за колку бијат камбаните, тежок по однос на физичко преживување. Значи, ние пробавме таму во Кубуц, па ајде на сцена да видиме што сме направиле, како тоа изгледа. Таму е скоро минусна температура. И не можеш ти да играш, мислам, да се опуштиш, да се облечеш по мајца, по не знам. И апелирам да овие политички структури, да овие кумановци кои се во власта, да обрнат внимание. Значи, греото е Куманово да биде Кумановце. Еден Велес си направи супер театар. Нема тие многу побитни дејци од културата од Куманово. Не е само тоа најбитно. Но тие најдоа начин и направија нов театар. Јас исто инсистирав кај политичките, не знам, овие знаменосци, да ги молам да направиме нов театар. Ова е мултиетничка средина. Имавме простори во Куманово, неколку државни простори, каде можеше да се прави нов театар. Сега ова се реновира. Ким Билер, што викат турците, кога ќе биде? Повеќе од 2 години се реновира. И во оваа фаза
ништо нема. Мислам, едни смешни пари ни даваат сега за ова година, тоа е ништо. Ништо не можеш да направиш. И не дај Боже да сум точен во своите прогнози. Не би сакал да е така. Би сакал да грешам. Мислам дека ова ќе трае многу долго и дека многу други мои колеги ќе отидат во пензија без театар. И така, сите гледам овие други, во Тетово се гради, не знам, огромен театар. И со огромни средства. Тоа не е фер. Не е добро. Има ли миграција на дипломираните актери последниве години? Предходните години знаеме дека поголем број актери замина од Кумановскиот театар, некои во Скопје, некои надвор од државата. Зошто заминуваат актерите? Зошто? Најверојатно им е подобро таму кај што идат. Најверојатно. Бидејќи многу работи овде ние на мускули ги работиме. Системот на самото вреднување, системот на односот, нели, на односот на ова е катастрофален. Затоа подобри услови има и ќе бега нормално. Се овде и да држиш луѓе, ти не можеш да играш, не можеш. Гледај, ние и со најдобра намера овде овој месец можеме 3 представи да одиграме во Центарот за култура, бидејќи Центарот има своји активности. Има активности, не знам, доаѓаат музички групи, има ликовни изложби, па има некакви си аматерски, не знам, ова. И навистина не можеш да најдеш термин. А сега друго е да имаме театар. Сигурно би било подобро. Што да кажам ти? Сигурно им е подобро. Сигурно. Така. Драма изгубена во времето е само една од представите во кои како главни ликови сте вие со вашата сопруга Кети Дончевска. И дали после толку години постои оној надпреварувачки дух помеѓу вас двајцата кога сте на сцена, кој подобро ќе ја одигра својата улога? Види како идат годините, ја се повеќе се откажувам од тоа. Бидејќи тука е разлика малку во години. Ние дома, ние сме четворица дома, мислам. Имаме и Керка. Керката беше глумец аматер и таа беше најталентираната од сите на сад. И сега кога реши она да не стане глумица, ни падна камен некако од срце и рековме добро, чути, најдобрата не е тука, а ние можеме да се менуваме. Во една представа ја ке сум подобро, во друга Кети, Давид и така натаму, бидејќи Сара не е тука. Инаку таа е многу голем критичар, доаѓа и воопшто не знае да биде тактична по тоа. Дали сме биле добри или не, секогаш право в лице ни кажува што сме сгрешиле и ја вреднува, барем јас мислам точно представата и точно ни ги вреднува. А со Кети многу улоги имаме одиграно заедно. Таа е супер глумица, таа е голема глумица, навистина. Драма изгубена во времето, играме двајца само тамо. Ама имаме голема екипа позади. И тоа е малку хендикеп за таа представа. Обично такви представи се добри за гостување по овие фестивали надвор од Македонија. Ама ти ако носиш 10 луѓе, 10-12 луѓе, тоа е веќе проблем. Веќе проблем, бидејќи ние, кога сум гостувал по свет, секој што ограничува. Ти вика 8 луѓе или 9 луѓе, па ние самите глумци сме си биле и гардероба, и шминка, и све тоа што е позади. Дури сме си пуштале и музика, и светло, и тоа, само за да отидеме на некои значајни фестивали, за да бидеш виден и да видиш, нели? Тоа е многу битно. Многу битно е за глумците да менуваат средина, да не остануваат на едно место. Мене понекогаш ми е криво заради тоа што цел работен век остана во Куманова, арнома имав прилика, бев ослободен од работа или барав неплатени отсуства за да играм вака по свет, од други некои екипи и така натаму. И сосема на крај, во интерес на времето, кој е патот до успехот за еден актер? Патот до успехот терастра. Нема ни една работа, успешна работа без
огромен труд и посветеност. Како беше оној филм со Нью-Йорк ли беше, кога прашуваше како да се стигне до Бродвеј? Пијан таму ги прашува овие глумци, оној вика practice, работа. И така се стига. Овој прашува по кои улици да стигне. Ништо, само работа. И посветеност. Тоа е. Друго нема. Господин Илиќ, ви благодарам уште еднаш на гостувањето. Се надевам дека и во некоја следна прилика ќе имаме можност да поразговараме уште повеќе. Па се надевам дека ќе правиме представи и надвор од театрот. Ви благодарам. Ви благодарам и вам. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечерва. Ви посакувам пријатна вечер.